Добар ден и добре дојдовте во 25-тото издание на емисијата Моја сторија, во која знаете дека се трудиме да одговориме на прашања и теми кои што ги засегаат младите луѓе во Македонија. Минатата епизода разговаравме за новиот повики, за новите цели на Erasmus Plus програмата. Во студиот имавме и експерти, но и луѓе кои што имаат искуство, односно волонтери кои што учествувале во таа програма. Затоа предлагам за почеток најпрвин да видиме што и какви поенти ни издвоја тие. Новата програма е со 7 години трајање, значи почна оваа година, трае до 2027, историски со најголем буџет на европско ниво. Што значи тоа? Тоа значи дека повеќе можности ќе имаме за сите кои што може да учествуваат во програмата. Сме волонтирале во национални паркови за заштита на природата, за заштита на животните, каде што сме чистеле од природни непогоди или слично, помагање за инклузија на лица со попреченост во општеството. Мислам дека е важно луѓето да разговараат меѓу себе, да разговарате со некој што има искуство. Мислам дека тоа ќе инспирира многу луѓе да отидат во странство. Мислам дека кога зборуваме за социјалните медиуми, тоа е многу важен фактор да ги споделувате своите стори, да инспирирате и други да одат во странство. Ние се склучуваме партнерство пример со неколку организации и аплицираме во некоја одредена друга национална агенција, на пример. Моментално немаме аплицирано проект во нашата национална агенција, туку имаме 6 Erasmus проекти кои се аплицирани во најразлични национални агенции ширум Европа. Мисијата која не врзува сите нас во ова семејство, во ова организација е намалување на дискриминацијата и маргинализацијата на сите возрастни групи. Ние сме организација која не е само отворена за младите, но и за возрастните. Живееме во дигитална ера. Мислам дека сите ќе се сложите со мене. Дигитализацијата е влезена во порите во скоро секој сегмент на живеењето, значи таблети, лаптопи, гемчиња, разни гаджети, сите тие работи децата во моментов ги имаат достапни и ги имаат во рацете. Дилемата е како тоа да се имплементира во образовниот процес, како да се искористи нивната, условно кажано, зависност или интерес кон тоа за да се подобри и образованието. Дигиталните уреди веќе не се само потребни, туку тие стануваат и неопходно средство за кога станува зборот за едукацијата. Сега, основните елементи на печатените учебници се текстот и фотографијата. Од друга страна основните елементи на дигиталните учебници се мултимедијалните слики, интерактивноста и други бенефити. И двете имаат и добри страни и лоши страни. Треба да се најде веројатно некој баланс помеѓу тие два сегменти. Ја знаете онаа книга "1000 зошто, 1000 затоа". Се повеќе и повеќе прашања, се повеќе и повеќе одговори, се повеќе и тоа цело време оди во круг. Пред да ви ги представам гостите, кои што ќе разговараат токму на оваа тема, предлагам да дознаеме малку повеќе за дигиталниот учебник и односно за материјалите за учење од следниот прилог. Потребата од дигитализација во секоја сфера од општественото живење е неопходна, па така најавата за реформите во образованието и дигитализација на учебниците за учениците од 1 до 9 одделение и за средношколците е актуелна тема која најде на бројни дискусии во јавноста. Дилемите кои доминираа се однесуваа на следното: дали целата популација ќе има еднаков пристап до електронски уреди за да користи електронски учебници и дали ќе има можност дел од младината да се задржи на традиционалната метода на учење преку печатени книги и материјали. Ќе има ли можност за избор? Иако брзите општествени трендови и промени наметнуваат потреба од современи средства за учење, како и нови податоци и содржини кои би биле дел од оваа модернизација во образованието, сепак комбинираниот модел на настава кај нас се смета за најприфатлив, адаптиран за секој буџет и за секој млад поединец. Но дали образовните програми ќе вродат со еднаков третман и резултат за секого? Дали нашето општество е доволно подготвено да се нурне во морето од информации кои ги нуди дигиталниот свет? Безброј прашања. Според податоците од Министерството за образование, новите реформи подразбираат инвестиција во поквалитетно образование и тоа во 3 постулати: современи наставни програми, обучен наставен кадар
и вложување во инфраструктурата и во дидактичките материјали. Тоа треба да се одвива паралелно, со цел учениците да го достигнат нивото што го имаат нивните врсници во развиените земји. Учебниците и наставните материјали за новите програми се со поинклузивни содржини и недискриминирачки, па така во учебната година што следи за неколку дена, прводеленците ќе имаат нови учебници изготвени по нова наставна програма. Тие ќе бидат печатени во хартијана форма, што подразбира дека печатените материјали во целото образование не се укинуваат. Дигитализираниот учебник е само средство кое што ќе им помогне на наставникот и на ученикот полесно да ја совладуваат содржината, а дигиталните образовни содржини за почеток се воведуваат само во 4-то оделение. Дигиталните учебници се мултимедијални. Ученикот во домот ќе може да ги отвори и на еден поинтересен начин преку видео и аудио содржини, анимации и забавни содржини, ќе може полесно да го запамети она што наставникот го предавал на часот. Е-библиотека е новата платформа преку која ќе се развиваат, верификуваат и објавуваат дигиталните образовни материјали, со цел да стане централна локација за дигитални образовни содржини, развиени во поддршка на наставниот процес во основните и средните училишта, како и во предучилишните установи во државата. Овие содржини ќе потекнуваат од автори и универзитетски професори, наставници и стручни соработници, воспитувачи и сите други едукатори кои сакаат да придонесат во е-библиотеката. Тимот на Бирото за развој на образованието внимателно ќе ги прегледува материјалите и ќе гради партнерски однос со сите автори, се со цел и понатаму да ја гради културата на ко-креирање која успешно ја воспостави со Едуино. Оваа платформа ќе го поддржи образовниот систем во процесот на дигитална трансформација преку обезбедување функционалности, решенија, стандарди и дигитални содржини што ќе го унапредат образовниот процес во ерата на дигиталните технологии. Е-библиотеката ќе содржи дигитални образовни содржини за методски единици што треба да се реализираат во рамките на наставните програми, а ќе се состојат од дигитални интерактивни учебници, материјали за учење, вежбанки, видеосодржини, аудиозаписи, слики, 2D и 3D визуализации и креации, интерактивни содржини, квизови, тестови, презентацијски датотеки, текстуални датотеки и слично. Е-библиотеката е развиена на сите 5 наставни јазици на кои се изведува оделенската настава во училиштата. Јас ќе почнам со најбитното прашање според мене, а тоа е за Патриција. Кажете ми, дали се неопходни реформите во образованието? Значи, дали е неопходно истите да се базираат на претходни истражувања? Како се покажаа резултатите околу ова? До каде стигната работата? Thank you. That's a good question, and thank you for Благодарам, waiting добро for the прашање. translation. I think obviously Мислам дека all over the world, education systems очигледно need е to be дека updated. насекаде низ светот образовните системи треба да се новелираат, како што се развиваат новите технологии, сите образовни системи треба да се реформираат. Истражувањата покажуваат, особено оние од 2015 и 2018, дека кажуваат дека 2/3 од 15 годишни деца не се описменети. Затоа треба да видиме што можеме да направиме за да може децата да завршат средно училиште и да бидат описменети. Зборувам за оваа земја. Во 2018 имаше напредок, меѓутоа не е доволно. Тоа го покажуваат истражувањата. Знам дека треба да се новелира, да се реформира системот,
образованието не е само за да се стекнат вештини за вработување, туку и да се развие граѓанство. Затоа треба да обезбедиме дека образовниот систем ги задоволува овие две потреби. Дали ќе се случеше ваква брза и ваква резка промена, нагла промена, да не беше пандемијата што се случи претходната година? Дали ја забрза до толку да ова се случува нели година за година, или овој процес ќе се случеше, да речеме, за брз период? Мислам дека пандемијата го забрза процесот на дигитализација. Дигитализацијата се одвива во сите сфери, не само во образованието. Сите системи се дигитализираат. Секако дека пандемијата минатата година ги примора да училиштата да се затворат, за да се сачува здравјето на заедниците и на учениците. И оваа земја брзо се префрли на онлайн учење, меѓутоа има разлика меѓу дигитално учење и онлайн учење. Мислам дека оваа земја извлече доста поуки од онлайн учењето, брзо се прилагодија и наставниците и децата. Пандемијата исто така придонесе кон поголемо прифаќање на дигиталните алатки во училиштата. Така да, краткиот одговор е да, пандемијата го забрза процесот на дигитализација. Душан, што мислите, дали учениците, односно дали сите учесници во овој процес, односно ученик, наставник, односно претходно родител, ученик, наставник, се подготвени за еден ваков прилично крупен исчекор? Па јас мислам дека се подготвени и наставниците, учениците допрва нели ќе го видат дигиталниот учебник и со тоа на што ќе се соочат, но сепак сметам дека целиот процес е добро изменаџиран и дека и минатата година и пандемијата и онлайн наставата ги isforsira и самите наставници да вложат во себе, нели да ја користат, да ги користат IT уредите како помошни средства во реализација на наставата. За децата секако сметам дека се и како спремни, бидејќи животот на младите е сменет, значи дигитализацијата е реалноста во нашето општество и не може да бегаме од неа. И сметам дека учениците се доволно компетентни да ја следат наставата на еден ваков начин. Сето ова ќе биде едно леснување за наставникот, бидејќи од досегашното едно наставно помагало што се викаш учебник, кој што беше доста засновано на фактографски податоци, каде што нели вие фактографски учите, сега ќе имаат шанса да им презентираат на учениците еден различен начин на пренесување на информациите, кои што ќе бидат мултимедијални, каде што ќе има квизови, видеа, еден поинтересен начин на предавање, можам да кажам, каде што и самите ученици ќе можат и дома да го проверат она што го научиле на часов во интеракција со наставникот. Сепак наставникот е оној кој што ја води наставата, додека и учебникот, и дигиталниот учебник, и сето она што е како нагледно средство се само помагала на наставникот во пренесување на знаењето, бидејќи наставникот е тој што одбира со која метода ќе го презентира сето она што треба да се усвои на часот. Добро, нели сите се плашиме од тоа, ќе седат деца пред компјутер цело време, пред таблети, пред екрани, малце ли седат секако, ќе заборават да комуницираат меѓу себе. Ќе имаат ли комуникација некаква ученикот со наставникот во цела оваа комбинација? Значи наставата во училница ќе се одвива како и до сега, значи главна ќе биде интеракцијата помеѓу наставникот и ученикот. Воопшто не е точно дека наставата ќе се спроведува со таблети на часовите, ќе се воведуваат и нови дидактички помагала во рамките на самите училници, значи сега се опремуваат кабинетите за четврто оделение каде што ќе се стават и тие интерактивни табли, каде што децата ќе може да ќе бидат заменети оние стари зелени табли со интерактивни, каде што децата нели ќе ги гледаат сите овие содржини на табла. Воопшто нема да биде потребно од таблетите, тоа зависи од наставникот, ако оцени дека во некои ситуации нели ќе биде потребно да се користи таблетот, но сепак основно помагало ќе биде повторно тетрадката, моливо, сето она што наставникот ќе го пренесува на часот, додека сите овие други дигитални содржини само ќе помагаат во реализација на самиот час. Така да воопшто не постои опасноста дека децата ќе бидат премногу изложени на зрачење од компјутерите. Тоа беа пласирани вести кои што не се точни, така да сметам дека наставата ќе видат и самите родители и ученици со почетокот на наставата дека тоа воопшто нема да биде така. Така. Иванка, ме интересира на кој начин Бирото за развој на образованието беше вклучено во
во сите овие промени во реформите кои што се случуваат во основното образование? Бирото за развој на образованието како институција е активно вклучена во сите сегменти од реформите што се случуваат во основното образование. Именно започнувајќи со изготвувањето на концепцијата за основно образование, Бирото активно учествуваше при изработката на овој документ, а по негово усвојување пристапи кон изработка на наставните програми за сите наставни предмети за прво и четврто оделение, бидејќи, како што сите знаеме, во предстојнава учебна година, всушност реформите започнуваат во прво и во четврто оделение, така што ние како институција за сите наставни предмети согласно наставниот план за прво и четврто оделение имаме изготвено наставни програми. По изготвувањето на наставните програми понатаму бевме активно вклучени и се уште сме вклучени во тој процес на обука на наставниот кадар. Имено сите наставници од основните училишта кои што во следнава учебна година ќе предаваат во прво и во четврто оделение се обучени од страна на Бирото за развој на образованието, тоа се некаде околу 3000 наставници. Наставниците се обучени за новите наставни програми, понатаму како треба да ја организираат, како треба да ја планираат и како треба да ја реализираат наставата во училница согласно новите наставни програми. И она што е исто така многу важно, како институција имавме и дадовме стручна поддршка при изготвувањето на материјалите за учење, кои што се изготвува за прво и за четврто оделение, а кои се во корелација со наставните програми. И понатаму во следниот период нашата улога исто така ќе биде круцијална. Продолжуваме со стручно советодавна поддршка на наставниот кадар, кој што ќе имплементира новата концепција и новите наставни програми. Ќе даваме континуирана поддршка преку различни стручни средби, консултативни средби, посета на часови, давање повратни информации, а понатаму продолжуваме исто така со изготвување и на новите наставни програми за следните учебни години кои што ќе одат во второ, во трето, во петто оделение, а понатаму и во повисоките оделенија, односно во шесто, седмо, осмо и девето оделение. Вие сте советник за настава по хемија во Бирото за развој на образованието. Кажете ми, кои се вашите согледувања во однос на тоа колку пандемијата влијаеше во наставниот процес во Македонија? Сите сме сведоци дека пандемијата на светско ниво и во сите сфери од општественото живење влијаеше во светот, а и во нашата држава. Минатата учебна година, како што знаете, поради пандемијата, малку подоцна започна од 1 октомври 2020 година. Значи се одвиваше скратена настава по скратени наставни програми. Ние како институција за сите наставни предмети од основното и од средното образование изготвивме скратени наставни програми. По тие скратени наставни програми се реализираше наставниот процес во сите основни и средни училишта. Од прво до трето оделение учениците одеа со физичко присуство, во дел од училиштата каде што имаше услови, тоа најчесто по руралните средини. Исто така наставата се реализираше со физичко присуство, меѓутоа во најголемиот дел, како што знаеме, течеше онлайн наставата, за која што и јас од лични согледувања и ние како институција можеме да констатираме дека навистина со оглед на околностите кои што не затекнаа и со оглед на една специфична ситуација, пандемијата што сама по себе ја носи, многу успешно се справивме и ние како носители на образовни политики, наставни програми, меѓутоа пред се тука и мораме да го истакнеме уделот на училиштата, пред се на наставниот кадар, на вклученоста на учениците, поддршката од страна на родителите, заедницата и така натаму, и оние констатации кои што можеме да ги извлечеме се дека сепак и покрај ваквите тешки услови наставата во изминатата учебна година успешно се реализира. Наставниците користеа дигитални платформи, дигитални алатки, редовно се реализираше наставата, се оценува учениците, успешно заврши, така што со оглед на целата ситуација можеме да констатираме дека сепак овој процес заврши позитивно. Сега за сега. Така е. Сега следнава учебна година, како што знаеме, веќе имаме
под здравствени протоколи со физичко присуство, па да се надеваме дека Ќе се прилагодуваме, како што и тоа се секако. случуваше така. Анита, вие сте една од авторките на материјалите за учење по предметот Историја и општество. Морам да признам, тоа најде на прилично доста контраверзии, муабети од сите страни. Секој стануваше во моментот експерт и знаеше што е добро, што не е лошо. Креирање на наставна содржина, мислам, не е тоа мала работа, особено пишување на учебници. Колку ги следевте потребите на учениците, ме интересира од искуството до сега во однос на креирањето на учебникот. Колку го пратевте пулсот кој што они го бараа до тој момент за да можете тоа што го имавме претходно во хард копи опипливо да се преточи во дигитални материјали за учење? Па јас и колешката Гликерија сме авторки на учебникот, тај оделенски наставник и го следевме пулсот на ученикот. Значи морам да кажам дека во голем степен помогна тоа што ние учествувавме и во изготвувањето на наставните програми и ги користевме и националните стандарди, значи европските искуства кои што се преточени во национални стандарди во нашата држава и кои што ги содржат 8 клучни компетенции, односно подрачјата за 8 компетенции, за знаења, вештини, ставови, вредности и однесување на учениците. Следејќи ги нив, но и следејќи ги за среќа и случајно се совпадна, значи мојата ќерка ќе биде 4-то оделение, колешката ќе предава во 4-то оделение и целиот тим некако така дечињата ни се совпадна дека следната учебна година почнуваат 4-то оделение. Тие ни беа најголемиот репер во тоа колку сме на вистинска линија и дали сме отишле многу високо во однос на нашите согледувања и пристапи во учебникот, односно во материјалите за учење. Во секој случај и стандардите за оценување, односно резултатите од учење кои што се во наставните програми, се на ниво на учениците од оваа возраст. Но материјалите кои кога ги создававме, значи во процесот на создавање, ние ги консултиравме и нашите колеги, ги консултиравме и учениците. Значи, ако нештото е совладливо за ученик од 9 години и ако му е јасно тоа што го пишува таму, тогаш креирањето на учебникот е за него, односно материјалот за учење е за ученикот, не за наставникот. На наставникот само му помага при реализација на наставата, затоа што наставниците реализираат наставни програми, не реализираат учебници. Така, спомнавте дека сте ги консултирале колегите, учениците. Ме интересира, консултиравте ли од други европски образовни системи експерти, заради тоа што знаеме дека ова ние не сме пилоти во ова, значи ние сме меѓу првите држави кои што ги имплементира, но ова претходно е пракса во други држави. Секако да, значи ги погледнавме и постојат различни верзии, различни варијанти на имплементација на дигиталните учебници. Во сите европски држави има некаква примена, меѓутоа сите имаат свое искуство во однос на тоа како ќе се применува. При креирањето на националните стандарди и наставните програми, кои што се креирани сега во изминатиот период, ги користевме европските искуства и нас водич во изготвување на материјалите за учење ни беше наставната програма, кое што на некој начин треба да му биде водич и на наставникот и мислам дека овие материјали за учење во целост ги постигнуваат стандардите за оценување кои што се дел од наставните програми. Так. Душан, вие како советник за нас, како координатор и советник за образование во МОН, со вашиот тим ме интересира дали на истава тема која што ја разговаравме сега со Анита, дали земавте примери, параметри од други европски земји. Значи, дали образовниот систем, нели, од тој целосен превземен, условно кажано, систем е апликативен во наши услови тука? Значи, разгледувавме и земји од Европската унија, но ги гледавме и земјите од регионот. Може да кажеме дека само Македонија нема уште направено ваков исчекор и дека земјите во соседството Бугарија, Србија, кои сакаат да земете ги Албанија, Хрватска, сите имаат воведена дигитализација во образовниот систем, значи во една Бугарија за еден предмет дури се користат и повеќе учебници, наставникот има слобода да избере од наставните материјали кои што му се понудени.
Така да сметам дека нашиот чекор треба да иде и плюс понатаму. Значи ние уште не сме стигнати до точка да имаме по на еден предмет повеќе учебници, така да има наставникот пристап до повеќе наставни помагала за да може нели да се одбира што ќе користимо наставата. И мислам дека ние и заостануваме, не дека измислуваме нешто ново, но Јас имам впечаток дека меѓу првите земји сме што имплементираме. Не, значи сите околу нас веќе имаат и дигитални учебници и се чекор може да кажам малку понапред од нас, но сепак ние со овој почеток, значи со ова темпо на работа, сметам дека од сега па натаму 5 години дека ќе успееме да стигнеме до некој ниво кој што ќе значи нели пред се можност на наставникот да одбере наставни содржини и методи на работа кои што нели полесно ќе ги пренесе на учениците, а на учениците им овозможуваме нели еден поинтересен начин на совладување на знаењата, пред се заради зголемување на разбирањето на учењето, поврзување на тие научени лекции и пред се искористување на она знаење, не само фактографски да го научите, а тоа да не биде употребливо во иднина. Задржете се мислата, имам уште нешто што сакам да ве потпрашам за ова. Токму за ова имаме еден прилог, тоа е од Клара Ставрова од Холандија, која што многу убаво ни објаснува како се одвива образованието од основно па се до факултет. Ik ben Clara, ik ben 15 jaar en zit op het Sint-Ignatius Gymnasium in de 4e klas in Amsterdam. Op de basisschool zat ik op de Merkelbachschool naast mijn huis. Het onderwijs in Nederland begint vanaf je 4e. Je gaat dan naar de basisschool. Daar zit je 8 jaar. Daarna kiezen je docenten samen met de school een passend advies voor jou op basis van je groei en prestaties van de afgelopen 8 jaar. Dat advies bepaalt hoe lang je op de middelbare school zit. Als je naar een VMBO-advies wordt gestuurd, zit je 4 jaar op de middelbare school. Naar een HAVO-advies 5 jaar. En op een VWO-advies zit je 6 jaar op de middelbare school. In Nederland zijn alle basisscholen openbaar. Als je daarna naar de middelbare school gaat, kan je kiezen tussen een privéschool en een openbare school. Maar de meeste leerlingen gaan gewoon door met een openbare school. De basisscholen en middelbare scholen in Nederland hebben dezelfde vakanties. De scholen zijn wel verdeeld in 3 verschillende regio's. Dat is zodat alle leerlingen die op vakantie gaan niet tegelijk gaan, zodat het niet al te druk wordt. Je hebt een paar verschillende vakanties. Je begint bij een zomervakantie van 6 weken. Dan krijg je een herfstvakantie van 1 week. Een kerstvakantie van 2 weken. Een krokusvakantie van 1 week. En dan een meivakantie van 2 weken. Op de basisscholen werken alle docenten met een digibord. Dat is ook zo op alle middelbare scholen. Maar de basisscholen en middelbare scholen mogen zelf kiezen of ze bijvoorbeeld de leerlingen met een computer laten werken, of met een tablet, of gewoon uit hun boeken en schriften. Dat doe ik. Ik zit op een middelbare school waar ik uit boeken werk en in schriften alle opdrachten moet maken. Op de basisschool zetten ze heel veel nadruk op de 3 basisvakken: Nederlands, Engels en wiskunde. Wanneer je naar de middelbare school gaat, heb je veel meer vakken. De vakken verschillen per school en per niveau. Bij mij op school, ik zit op een VWO-gymnasium, ga je de eerste 3 jaar alle vakken doen. Wij leggen heel veel nadruk op de talen. Nederlands, Engels, Frans, Duits, Oud-Grieks en Latijn. Wanneer je dan in de 3e klas komt, moet je op een gegeven moment een vakkenpakket gaan kiezen. Dat houdt in welke vakken je behoudt voor de laatste 3 jaar en welke je laat vallen. Je hebt 4 verschillende vakkenpakketten. E&M en CNM. Dat zijn meer economische vakkenpakketten, zoals bijvoorbeeld met de vakken filosofie, economie en geschiedenis. Dan heb je nog NNT en NNG. Dat zijn meer technische vakkenpakketten met daarin bijvoorbeeld natuurkunde, scheikunde en biologie. Nadat je zo'n vakkenpakket hebt gekozen, moet je ook nog een keuze maken of je Oud-Grieks of Latijn gaat doen.
Een van die twee is altijd verplicht op een gymnasium. En dan ga je de laatste 3 jaar alle vakken volgen die je hebt gekozen die te maken hebben met je vakkenpakket. Zoals ik al eerder had gezegd, krijg je in groep 8 een advies van al je docenten die je hebt gehad de afgelopen 8 jaar op de basisschool en samen met de school. De docenten gaan samen met elkaar in gesprek en gaan elke leerling na wat hun groei was en wat hun prestaties waren de afgelopen 8 jaar. Daaruit moeten ze een niveau kiezen wat goed bij jou past. Ze kijken dan naar de mogelijkheden die je hebt en hoeveel je nog gaat groeien de komende 6 of 5 of 4 jaar. We hebben een paar niveaus. Je hebt het laagste niveau VMBO-praktijk, je hebt VMBO-kader, VMBO, HAVO en VWO. Als docenten twijfelen tussen 2 niveaus, kunnen ze je een gemixt advies geven. Bijvoorbeeld HAVO-VWO. Je gaat dan naar een school waar ze gemixt onderwijs geven. Ze geven je dan onderwijs op het niveau van HAVO en VWO. Na het eerste jaar kijken uiteindelijk dan de docenten van je middelbare school naar je prestaties en cijfers van het eerste jaar op de middelbare school. En dan kunnen ze je of doorsturen naar VWO, dus een hoger niveau, of naar HAVO, een lager niveau. Иванка, вие како советник за настава по хемија во Биро за развој и образование, кажете ми какви се вашите очекувања во контекст на подобрување на наставата и на образованието општо? Па доколку ги земеме предвид сите позитивни аспекти кои што овие реформи ќе ги донесат, моите очекувања се многу оптимистични и сум со една голема верба дека навистина во иднина ќе имаме подигнување на квалитетот на образованието во нашата држава и она што е многу важно, учениците да може полесно и поквалитетно да учат и да формираат потрајни, поприменливи и поквалитетни знаења. Ова сакам да го аргументирам со неколку работи. Прво, започнувајќи од новата концепција за основно образование. Во битот на самата концепција е всушност воспитно-образовен процес според интересите и потребите на учениците. Понатаму, наставни предмети кои што според одредена специфика се интегрираат во одредени наставни предмети, зголемено меѓупредметно поврзување. Она што е исто така многу важно, како што и често пати се нагласува со новата концепција, дека ќе се подигне аспектот на зголемување на демократската култура во училиштето преку инклузивност, родова еднаквост, мултикултурализам, интеркултурализам и така натаму. Понатаму следен аспект што сакам да го нагласам е новите наставни програми, кои што се правени по еден современ концепт, кои што се базираат на претходно изготвени национални стандарди, кои што се правени всушност поредливо со меѓународни стандарди на учење. Овие наставни програми исто така самите по себе во нив се содржани стандарди за учење, очекувани резултати, развиени се содржини, поими, активности кои што ќе треба да се имплементираат во наставниот процес. Следен аспект кој е во прилог на она што го реков, зашто се оптимистични и позитивни моите очекувања и очекувањата на мојата институција од која што доаѓам во врска со реформите за основното образование е обучениот наставен кадар, за кој што очекуваме дека во наставата, започнувајќи од ова наставна учебна година, всушност ќе се зголеми оној момент на примена на современи наставни методи во самиот наставен процес. Понатаму ќе се форсира учење со разбирање, наместо фактографско учење. Учење кое што понатаму ќе биде засновано на истражување, на изведување на експерименти. Следно проектно учење, значи преку изработка на проекти, особено во погорните оделенија од основното образование. Активно учење. Сето тоа ќе биде исто така надополнето со развој на креативното изразување на учениците, развојот на критичкото мислење
И на сето тоа, ако ги додадеме и новите наставни материјали кои што се изработени согласно современите новите наставни програми, надополнети тука со дигиталните содржини, кои текако ќе бидат во прилог на полесно, појасно и поинтересно учење од страна на учениците, со понуда на мултимедијалност, интерактивност и така натаму. Сите овие факти водат кон тоа да навистина очекуваме поквалитетно образование и еден поучувачко учечки процес кој што ќе води кон формирање на поквалитетни и потрајни и она што е многу важно, применливи, но и меѓународно споредливи знаења кај нашите ученици. Добро, видовме дека од прилогот дека во Холандија системот на образование е комплетно различно поделен во однос на нашиот. Они, предпоставам, таму имаат комплетно прилагодени учебници за нив, да речеме. Сега, Патриција ме интересира како една, да речеме, платформа која што условно кажано ја делат повеќе земји и имплементираат, ќе се вклопи во нашиот систем без тој да биде поделен како што е поделен, да речеме, во Холандија. Can you elaborate that question? Во Холандија видовме дека основното образование, нели, прво има 4 години, па после тоа имаат уште односно 6, па потоа се пренасочуваат во различни сфери на како учениците го нели ќе се развиваат и ќе одат натаму. Кај нас е прилично различно. Ние имаме девицолетка, па после тоа имаме средно, па факултет. И сега тој систем таму претпоставам на различен начин го има имплементирано нели дигиталното реформите или на времето кога тоа се имплементирало. Кај нас, за да се имплементираат сите те работи, дали ќе биде потребно исто такво некое цепкање на насоките? Или ќе си остане како што е сега? I think in terms of how many years. Што се однесува до Мора да се консултираат експертите и да се види што ќе даде резултати за Северна Македонија. Не мора да се преземе модел од друга земја, затоа што тој може да не даде резултати. Она што мора да се земе предвид е кои компоненти од одреден систем ќе дадат резултати. Дали се обучени наставниците, кои вештини сакаме со кои вештини сакаме младите да се стекнат. Ако споредуваме еден со друг систем, може да научите од други земји, меѓутоа треба да главното прашање што треба да се постави е што ќе функционира во нашиот контекст, што сакаме, какви знаења сакаме младите, со какви знаења сакаме младите да се стегнат. Мислам дека она што треба да се фокусираме е дали системот функционира, дава резултати за младите. И мислам дека е тоа подлабоко прашање се сведува на она што вие го спомнавте, критичкото размислување. Ние сите учиме на различен начин, а со дигиталното учење можете да учите по сопствено темпо, но со оглед на тоа што се нудат и интерактивни содржини, може да го развиете критичкото мислење, значи учите, а не само памтите факти, периодично таблицата со елементи и така натаму. Значи се истражува на дигитална платформа. Тоа е од голема помош, тоа е многу по-интересен начин да се учи. Но исто така сметам, и вие го спомнавте тоа, ова не може да биде единствениот начин. Значи не може да има единствен начин на кој учат децата. Значи се нудат повеќе алатки за учење. За хемија ќе и понатаму ќе има експерименти, ќе учат во училиште. Значи прашањето е покомплексно, посложено отколку како ќе се подели. Добро што го спомнавте тоа. Ме интересира, Анита, кои се разликите и сличностите помеѓу дигиталниот и класичниот учебник? Да ве прашам и јас, кога мислите на класичен, мислите на хартија. Еве го.
Да, добро. Значи имаме ваков учебник кој што го имаме во електронска форма, кој што има икони и има дигитални содржини. Може ли да го погледнеме како ќе изгледа дигиталниот? Тоа не е официјална верзија, мислам дека поснато. Ова е пробна верзија на печатениот примерок кој што го имаме ние авторите, во кој што ја слушав соговорничката од УНИЦЕФ, значи зборува за критичко мислење. Ние токму со овие материјали за учење се обидовме да го користиме искуственото учење на учениците преку кооперативно учење да поттикнеме повисоки нивоа на знаење. Затоа што цело време спомнуваме факти, учење на памет и така натаму, на овие генерации веќе им е здодевно таквиот тип учење. Значи учењето може да биде интересно и да биде прилагодено на возраста, а учениците да знаат зошто учат нешто, да не биде дека учат затоа што мора да го учат, туку затоа што ќе им треба понатаму и да ги поттикнеме на доживотно учење. Активностите кои што се дадени тука, следејќи го редоследот на темите, очекуваните резултати, содржините и така натаму, ги поттикнуваат учениците да прават нешто заедно и преку игра да ги постигнуваат резултатите. Значи тие учат, меѓутоа не учат на памет. Може да го земам да го разлистам учебник? Секако, повелете. А вие дали може да ни покажете како ќе изгледа тоа? Јас имам, значи, овие материјали кои што се испечатени, сега ова е пробна верзија, би биле, да, ова не е конечната, финалната верзија. Не земајте од ова пример, предпоставам дека ќе има однос на печатни корекции. Да, ама веќе се направени, значи ова е веќе направено. Чекам, се морам ова да го направам. Тоа е мирисот на книга. Да. Кај може вака со таблет човек да направи? Не иде. Да. Digital, exactly. Yeah. Digital. Но ако таа книга ја имате и во електронска форма, и дополнително на тоа, ако имате во делови од книгата нешто што се прикажува таму и вие треба да го видите и можете да го видите, нели, да видите галерија од фотографии, да видите, да направите еден квиз, да научите како изгледа, да речеме, македонското знаме преку тоа што ќе го составиме со сложувалка. Например, разговараме, не знам, за тешкото, за орото. И, например, не знам, детето чита и еден момент гледа, вика, не знам, кликни тука ќе има, па ќе кликне и ќе му даде видео тешкото, ќе му даде дополнителни информации, ќе го однесе на како ќе функционира тоа? Го немаме тешкото, ама имаме македонската химна, например. Ја имаме македонската репрезентација и една вест од македонската репрезентација, победата, нели, која што имаше сега. И зошто, нели, децата стојат, односно сите луѓе на химната на државата стојат мирно, нели? Ханилен. Да, го имаме таа и значи ги користевме сите возможни ресурси кои што ги има нашата држава, да, за да ги едуцираме учениците и да ги поттикнеме да размислуваат зошто на пример им е потребна заштеда на ресурсите преку примерот од филмот Медена земја. Или доколку ја слушнат македонската химна, ние немаме во очекуваниот резултат да ја научат во целост, меѓутоа да знаат како звучи и зошто секој граѓанин треба да застане на химната. Треба да ги знаат државните символи. Значи имаме пример како изгледаат државните символи. Еве, например, јас овде имам една сложувалка, го немаме целосно дигиталниот, меѓутоа имаме дигитални содржини кои што можеме да ги покажеме и сега... Ова сега на социјални медиуми ќе излезе леле, ни го расна знамето, ни го смени. Да, и сега со оваа сложувалка, ученикот на некој начин си игра, така е. Меѓутоа и го опишува како изгледа македонското знаме. Или, кога прави квиз, еве, например, вака ќе изгледа официјалната верзија, дизајнот, user experience-от и не, ова е пробна верзија која што јас ја имам на мојот компјутер, меѓутоа официјалната верзија ќе биде промовирана официјално, но ви кажувам дека има различни игри, да речеме учениците учат, истражуваат
на сите јазици кои што се застапени во нашата држава, како се вика зборот пријателство. Можат да учат да се прашаат меѓу себе, да го прашаат наставникот, да искористат извори како Google Translate или да побараат помош од некој што знае. И тука ги впишуваат. Па имаме апликација со влечење, например, значи различни видови. Еве тука се значајни настани од македонската историја, Крушевската република, Асном и 8 септември. И сега тие треба со влечење да ги определат каде припаѓаат овие личности и фотографии. Значи, практично се е низ призма на геймификација донесено за да можат учениците, децата полесно да ги апсолвираат овие работи. Тука имаме, да речеме, еве галерија од фотографии кои што се застапени во одредена содржина или во одредена тема, па имаме проверка преку квиз и така натаму. Еве го квизот како изгледаат прашањата, каде што еве јас кликнав за да продолжам понатаму. И сега било што ќе кликнам, нели, за да проверуваме какви резултати имаме, сме погодиле едно од едно прашање и така натаму, и ученикот може да се наврати. Значи, овој учебник ќе му помогне доколку е дома да ги совлада она што не го совладал за време на часовите. Учебникот, односно наставните материјали кои што ние ги направивме, се обидовме да направиме нешто кое што навистина ќе се гордееме и кое што ќе им биде од корист на сите, да им помогне на децата да ги користат ресурсите од во секој поглед и да научат на лесен начин. Ова ќе биде достапно за сите, Душан? Да, ќе биде достапно. Ќе можам јас како родител да отидам и да пристапам и да видам што се случува таму? Точно, во e-библиотека, значи она што е новина од оваа година, дека авторските права на сите учебници поминуваат во Бирото за развој на образование и тие ќе бидат поставени во e-библиотека, нели, што е во подготовка, и таму ќе може секој оној кој што сака, нели, ученикот, родителот да може да го отвори учебникот, да ги отвори сите оние наставни содржини кои што се одобрени од Бирото и на бесплатен начин, нели, да има пристап до истите. Иванка, цело време спомнувате материјали за учење. Јас супер викам учебник, вие материјали за учење. Што е точно разликата помеѓу тоа што јас го викам учебник, а вие цело време го кажувате како материјали за учење? Кога викаме материјали за учење, мислиме на еден... Во контекст на ова што го видовме, ме интересира. Да, значи во контекст на ова што го видовте, јас и тука да се надоврзам, ја имав таа прилика да ги видам учебниците во печатена форма за прво и за четврто оделение, со особен акцент на наставниот предмет природни науки, бидејќи како советник по хемија сум активно вклучена во реформите токму што се случуваат по овој наставен предмет. Она што можам да го истакнам е дека во печатената форма што може да се констатира е дека учебниците се изработени согласно новите наставни програми. Она што јас и пред малку го кажав, ние како институција постојано за време на пишувањето или изработката на учебниците дававме стручна поддршка на авторите на учебниците во контекст на тоа да се запазат стандардите, содржините, темите, поимите, предложените активности што се во самите наставни програми, да бидат јасни, разбирливи, точни, понатаму што е исто така многу важно да бидат адекватни на возраста на учениците. И на мое огромно задоволство на што можев да видам е дека навистина, пример, еве учебникот за прво оделение природни науки е многу убаво илустриран, она што е многу важно за деца на 6 годишна возраст, изобилува со многу илустрации кои што ќе го поттикнат процесот на размислување, а со тоа и на учење кај најмалите, односно кај првооделенците. Понатаму, во оној што е, например, за четврто оделение, можев да забележам дека има прашања и задачи, активности предложени, експерименти, истражувања, резимеа на теми и слично. Меѓутоа, како што и вие во најавата кажавте, печатената форма на учебниците нуди два аспекти. Едниот е текстот, другиот е, како што кажавте, илустрацијата, односно фотографијата. Меѓутоа, еве сега за веќе поголемите, односно од четврто оделение, како што кажавме, освен печатената форма, ќе постои и дигитална форма, дигитални содржини и како што кажа
професорката, авторката, колешката. Тие дигитални содржини ќе бидат едно богато надополнување на печатениот материјал. Со дигиталните содржини ќе се олесни процесот на учење кај учениците, бидејќи многу е важно некоја работа не само да ја прочитате, туку некогаш и да имате и визуализација или аудиозапис, интерактивност, ќе има многу квизови во самите дигитални содржини, интерактивни содржини, видеопрезентации, анимации и така натаму, кои што сигурно ќе го зголемат интересот за учење, ќе го олеснат и во оној мисловен процес кога ученикот треба да размислува, да разбира, да учи со разбирање, сигурно тој процес ќе го олеснат и на таков начин да може учениците на еден поприфатлив, полесен и позабавен во крајна линија начин да ги совладуваат наставните содржини. Тоа секако, значи како што каже колегата од Министерството за образование и наука, не значи дека часовите ќе доминираат или дека ќе се оптоварени со ваков начин на учење. Напротив, значи наставата, како што и јас кажав, во училница ќе се одвива во зависност од наставникот, веројатно, така. Наставникот наставата ќе мора да ја планира, да ја организира и да ја реализира според наставните програми, значи она што веќе претходно го нагласивме. Втор важен момент е дека тој мора да ја реализира и да ја остварува наставата преку еден активен процес на учење, со обезбедување на интерактивност, проактивност од страна на учениците, што значи дека учениците треба да се активни чинители и учесници во процесот на учење во самата училница, да изведуваат експерименти, да истражуваат, да решаваат проблемски ситуации, бидејќи на таков начин ќе се развива логичкото размислување, учењето со разбирање и она што и пред малку кажав, ќе формираат знаења кои што ќе се многу поквалитетни, применливи, ќе ги врзуваат со секојдневен контекст и очекуваме дека на таков начин и во оние меѓународни студии каде што години наназад учествуваме, дека ќе го подобриме рейтингот како држава, односно во следните меѓународни тестирања ќе покажеме на вистина дека молам ќе рипнеме едно 5-6 место нагоре. Не можеме да преюдицираме колку, меѓутоа можеме да веруваме, можеме да работиме, можеме да се трудиме, што всушност и тоа и го правиме, да веруваме во тоа и само на таков начин со голема мотивација, со голем ентузијазам, елан, вклученост и со љубов доколку се прави целата таа работа, а наставниците верувајте дека тоа го прават. Јас искрено верувам дека сигурно ќе се подобри квалитетот. Повелете, да? Може, значи Иванка спомна исто така и Душан дека дава поддршка, да, за прв пат ние како автори имавме максимална поддршка, бидејќи бирото ги презема материјалите нели во целост, авторските права, но ја имаше и ни ја даваше поддршката Иванка нели во природни науки, но ние имавме поддршка во историја и имаше еден интегриран пристап. Значи интегриран пристап во кој што и авторите соработуваа меѓу себе и кога се правеа наставните програми, меѓутоа кога се правеа материјалите за учење, да биде застапеноста на одредени содржини и цели кои што се дадени очекувани резултати во сите наставни предмети, да не биде јас ова гучев по општество историја за нешто друго. Да, едно мислел, друг мислел, него целата програма е една со друга компатибилна и едното е во функција на другото. Така, и во материјаливе за учење кои што се дигитални, значи имаме застапеност на целосна инклузија затоа што тука имаме и наратив за можност да се слуша она што го има, значи учениците кои што имаат проблем со читањето или имаат проблем со видот, значи може да го слушнат наративот, да. И тие ќе бидат надополнувани цело време заради тоа што не се за секогаш дадени, нели се ставени како еден урник, но може да бидат надополнувани. Патриша, I think you Yeah, so I don't want to take away from this discussion. Не сакам да одземам време, меѓутоа ова се алатки и истражувањата кажуваат дека учебниците се важни, онлайн учетот е важно, но најдобрата инвестиција
во учењето на децата се наставниците и да се обезбеди дека наставниците имаат добра обука, добри кариерни можности, не смееме ова да го забораваме. Луѓето се социјални животни, извинете за изразот. Мораме да запаметиме дека најдобрата инвестиција во образовниот систем е инвестицијата во наставниците. Треба наставниците да се обучат, да дадат знаење. И овие алатки им помагаат на наставниците и наставниците на вистина завршија одлична работа за време на да ги поставам, ама претходно сакам да погледнеме на малку пократок прилог за да видиме како функционираат образованието во друга земја и имаме Мија Богатинова која што ќе ни каже за што се случува во Германија. Јас сум Мија, сега имам 18 години, а на 14, поточно на крајот на 8 оделение, се преселив во Германија. Веќе 4 години учам и живеам таму. Тоа дојде некако ненадејно и беше доста голем шок за мене, затоа што бев на таа возраст, кога дружбата и другарките ми беа на прво место, беше многу тешко, имам проблеми да прифатам таа одлука на моите родители. Се преселивме во градот Фацем и веќе по 3 дена започнав со моето образование во ново училиште, затоа што школската година, иако завршена во Македонија, се уште траеше во Германија. На почетокот, бидејќи имав проблеми со германскиот јазик, бев во едно посебно оделение, само посветено на учењето на германскиот јазик, а веќе 3 месеци понатаму продолжив моето образование во едно нормално оделение со нормални предмети. Иако концептот за образованието таму е доста покомплициран, можам да кажам дека содржински е многу полесно отколку тук, затоа што во определени оделенија учениците бираат сами кои предмети би сакале да ги изучуваат, пример астрологија, филозофија, психологија и така натаму. Кај нас има градинка, основно училиште, гимназија и на крајот факултет. Додека пак таму има градинка, груншуле, која што е од прво до четврто оделение. И според успехот во ова груншуле се одлучува каде детето ќе положи својата понатамошна едукација. Успехот во ова груншуле е важен, затоа што ако детето има добри оценки, ќе положи неговото образование во гимназија или во реалшуле, а докато има послаби, а добри оценки во технички предмети, тогаш ќе продолжила со образованието во Верк или во Хауптшуле, затоа што тие за нечески училишта. Како што кажавме, груншулето е до четврто оделение, а понатаму се зависи од видот на школа во која што детето е запишано. Пример во занечиските, тоа се до 8 или 9 оделение, во реалшуле најчесто до 9, а некогаш и до 10, а во гимназија е или до 12 или до 13. После оваа гимназија, детето може да студира и да одлучи за својата понатамошна професија. За време на пандемијата, како секаде во светот и кај нас во Германија, наставата се биваше онлайн. Користевме различни апликации, како например Moodle и SchuleCloud. За време на оваа онлайн настава, уклучувањето на микрофонот беше задолжително, додека пак уклучувањето на камерата беше доброволно. Иако на почетокот беше доста покомплицирано, затоа што целата таа ситуација со пандемијата беше нова, сепак целата таа онлайн настава не нас пречи сите ученици да завршиме годината успешно. Тоа беше за Германија. Германија видовме дека има различен пристап комплетно од Холандија и тоа само се потврдува тоа што го кажа Патриша, дека секоја држава на различен начин си го имплементира учебникот и материјалите за учење според тоа како таа е, искомбинирана во однос на основно, средно, факултет и така натаму и така натаму. Прашање кое што цело време ми помина низ глава и дури не прашуваат и на Facebook. Зошто цело време се спомнува прво и четврто оделение? Јас како родител на првачи и на четвртачи многу ме интересира. За кого точно е сега наметен учебникот? Ќе имам печатени, мислам, ќе се опфати само прво и четврто оделение, ќе има печатени материјали за учениците за прво и четврто оделение. Тие барем работи може ли да ми ги објасните од душа? Да, прво и четврто се земени врзано со развојните периоди во основното образование. Значи првиот развоен период е од прво до трето оделение, вториот е од четврто до шесто и после седмо до девето. И од тие причини се земени првите години од овие први два развојни периоди, значи прво и четврто. Следната година значи ќе се пристапи кон дигитализација на второ и на пето и така додека се затворат сите развојни периоди со текот на овие неколку години, бидејќи ова е сепак
еден сериозен процес во кој нели треба да се напишат учебниците, треба да се илустрираат, па кога имате готов наставен материјал, тој понатаму се дигитализира, се поврзува со мултимедија, се прават тие квизови, така да воопшто не е едноставен и лесен процес и затоа се земени тие прво и четврто како први години на овие два развојни периоди од прво до трети, од четврто до шесто. Значи овие учебници ќе бидат достапни до сите, ќе бидат достапни офлайн и онлайн, значи ќе има апликација која што ќе може нели да се користи и офлайн, што значи нема пасворди, нема креирање, логирање, юзернемови, така работи. Пристапот апликацијата ќе се симнува само со еден клик, така да сите оние дечиња кои што немаат интернет ќе ја гледаат апликацијата офлайн, исто како и оние што ќе ја гледаат и онлайн. Така да тука е обезбедена инклузивноста, она што се говореше дека децата кои што немаат пристап до интернет нема да може да ги следат овие дигитализирани наставни содржини. Ние се потрудивме заедно со поддршка на УНИЦЕФ, значи да ги надминеме овие бариери, затоа во соработка со НИВ, со Кралството Велика Британија и со други поддржувачи Светска банка, сега да не ги менувам сите, да не се наљути некој да испуштам, да ги оспособивме овие содржини да бидат печатени учебници. Печатени учебници за прво деление веќе се готови. Од вчера е почната дистрибуцијата до школите. Четврто деление веќе се во фаза на печатење и тие ќе бидат готови. Дефинитивно ќе има за прво и за четврто и печатени. За тоа е секојаш дилемата. Трето деление остануваат печатените учебници. Таму нема дигитализација. Значи дигитализацијата почнува од четврто. Како што кажав, прво веќе од вчера се почнати со дистрибуција, значи се испечатени, се е направено, така да за четврто се очекува да се допечатат, така да секој учебник и во четврто кој што ќе сака да има печатен учебник, тој ќе му биде овозможен, но сепак како прва опција се дигиталните наставни содржини кои што нели учениците ќе ги употребуваат и дома и на своите уреди. И сметам дека ќе биде многу поинтересно за нив и полесно ќе се овладува содржината, ќе се потикне критичкото мислење, истражувањето, сето она што до сега се гледаше само во учебникот, и ако експериментот ви е напишан учебникот, вие само фактографски ќе го видите, сега ќе има можност тоа да го види и преку некоја мултимедија. Она што исто така многу битно е дека сите кабинети по природни науки веќе во тек е постапка набавка на опрема за тие кабинети, на китови, на микроскопи, на наставни дидактички материјали, така да сите кабинети кои што се за хемија, биологија, за недела дена треба да почне школска година. Ќе се стигне се ова што го зборите, пошто со учениците стигнуваме, да, китовите се во тек на постапка на набавка, така да со почетокот на наставната ќе бидат доставени до сите кабинети, така да инвестираме и во надгледни средства. И со тоа сакаме да покажеме дека дигиталниот учебник е само еден извор на знаење, дека печатените наставни содржини се втор, дидактичките материјали се трет, така да онака што го кажавте во почетокот на најавата дека модерното образование се состои нели од модерни наставни програми, што веќе е направено за прво и четврто, дека инвестициите во наставниот кадар, како што кажа Патриша, се исто така многу битни, да инвестирате во наставникот, бидејќи тој е главниот, тој е оној што ги пренесува содржините, и третиот постулат е нели модернизација на дидактичкиот материјал и оние нагледни средства кои што учениците ќе може да ги употребуваат на самиот час. Она што би сакал да кажам, дека во фаза и модернизација на професионалниот развој на наставниците, дека ќе се воведе еден нов систем на акредитација на програми за обука, ќе се направи електронски каталог за обука, каде што сите наставници ќе му имаат можност да избираат од акредитирани програми за обука и сето тоа нели ќе се спроведува континуирано со цел да инвестираме во наставниците, како што кажа Патриша, комплетно се согласувам дека наставникот е тој кој што најбитната карика од целата работа. Од сето друго останало. Така. Сега друго нешто ме интересира. Патриша, знаеме дека нонстоп владее тоа дека полека со времето пишаниот збор, нели, хартиите изумираат, веќе нема да има печатен, децата ќе останат неписмени, нема да знаат да пишуваат со молив ракописно, дека нели се зборува дека помалку се памти доколку се гледа во екран отколку дека се гледа во книга и така натаму. Еден куп информации хараат. Дали мислите дека односно кои се, да речеме, предностите, а кои се слабостите на овој тип на едукација? So I think the pros and cons, I said a little bit before. Спомнав за ова и претходно. The most important thing to me is that we all learn differently, as I said before. Најважно е да се знае дека сите учиме различно. И сега имаме разни методологии да се учи истото. И тука е улогата на наставникот. Тој може да го поттикне учењето. Дигиталното учење може да има различно темпо.
некој ученик може да учи побрзо ако сака. И затоа нема да му биде здодевно додека ги чека побавните соученици. Ако некој ученик сака побавно, може и така. Тоа се предностите. А за она дали ќе го изгубиме пишалниот збор и дали ќе заборавиме да пишуваме ракописно? Одговорот ми е следниот. Ако ова не ни треба за 100 години, зошто да го предаваме, ако не е веќе потребно? Задолжително, како и античките јазици, може изборно да се предава, но не задолжително. Најголемиот предизвик за денешното образование е што ги учиме децата за работни места кои што се уште не постојат. Има професии кои што допрва се раѓаат. И за голем дел од тие професии не ви треба ракописно пишување. Дали учиме повеќе тоа? Може би да, нашата генерација, бидејќи на тоа сме навикнати. Но треба да ги погледнеме студиите како децата учат денес со новите технологии што ги имаат. Знаеме дека 3-годишно дете може да земе смартфон и да ви го среди. А јас не можам толку брзо. И забораваме дека мозоците на современите деца функционираат поинаку од што нашите кои што сме класично образовани. И не треба сега да бидеме носталгични за учењето. Да, убаво е да се учи ракописно пишување, велиме загубена уметноста за пишување и така натаму. Но ако тоа веќе не е валидна вештина во општеството за 100 години, тогаш да видиме кои се валидните вештини и тоа да го учиме. Тоа мислам дека е предизвикот. Добро велите. Може би ќе го учиме тоа поради историски причини, како што учиме старогрчки. Ама бев скоро во Грција и никој не зборуваше старогрчки, нема веќе стари грци. За тоа треба да размислуваме, што ни е корисно. Благодарам. Значи, заради тоа што имавме многу прашања и се уште имам многу прашања, се малку подолга епизода направивме оваа, само подсетник дека како гости ги имаме тука Патриција Ди Джовани, која што е представничка на УНИЦЕФ во Република Македонија. Имаме Анита Ангеловска, една од авторките на материјалите за учење по предметот Историја и општество, Душан Томшик, кој што е координатор за професионален развој и советник за инклузивно образование во МОН, и Иванка Мик, советник за наставата по хемија во Биро за развој на образованието. Пред самиот крај би сакал од сите вас еден последен збор или еден совет за родителите на децата кои што ќе одат во прво и во четврто и ќе се судрат со дигиталните учебници. Еве да почнеме од Иванка. Па добро, ако веќе треба да се обратиме до родителите, јас тука само би сакала да нагласам една многу важна работа. Како што и госпоѓата Патриција кажа, и јас го делам истото мислење дека клучот во воспитно-образовниот процес е во самиот наставник. Јас очекувам дека со новите реформи учениците знаеме дека ќе поминуваат подолго време во училница, меѓутоа тоа подолго време во училница или во училиште, подобро кажано, не значи дека цело време ќе биде посветено на настава, туку ќе биде посветено и на други аспекти, на социализација, на спортски активности, на слободни активности, на различни изборни предмети и слично. Втора работа, она што кажав наставниците дека навистина ќе се трудат, и јас силно верувам во тоа, дека ќе осовременат наставата и дека таа ќе постане многу поинтересна и многу по-приемлива за самите ученици, така што јас би им препорачала да се радуваат на реформите, да веруваат во своите наставници, да веруваат во своите деца, бидејќи децата се прекрасни и се навистина многу посветени, бидејќи јас сум работела и околу една деценија како професор по хемија, меѓутоа со малку поголеми деца во гимназиско образование, даваат една многу благородна енергија, која што навистина верувам дека наставниците уживаат да ја споделуваат со нив, и мислам дека на ваков начин со една верба во наставникот, во своите деца, во образовните реформи кои што се прават и секако со она една многу важна компонента
дека мора да ги поддржуваат, да ги насочуваат и правилно да ги воспитуваат на правилни морални вредности своите деца, да го прават тоа, да им помагаат во оној дел каде што навистина им е потребно, да ги прошируваат своите интереси, своите знаења и секако да им обезбедуваат среќно, безгрижно детство, а ние како чинители на воспитно-образовниот процес, како институции кои што даваме поддршка на училиштата, ќе дадеме максимум од себе пак, од еден наш аспект да им помогнеме на наставниците преку на стручно-советодавна поддршка и сите заеднички како чинители да успееме да креираме посреќни и поедуцирани млади генерации. Јас не се секирам, децата ќе го прифатат тоа без никаков проблем. Мене ми е за родителите. Душан. Еве, јас како родител на две момчиња, можам да им кажам дека мене ми е жал што моето едно синче иде второ, другото седмо и нема да учат од новите наставни содржини да од прво и четврто и само тоа можам, значи, чим јас го посакувам тоа на своите деца, сметам дека нема потреба од грижа. Анита? И јас на мојата керка која ќе биде четврто оделение посакувам да учи од вакви учебници. Сакам да порачам дека сите ние како автори, но и јас сум и од другата страна, нели сум и наставник и родител. Автор. Да, од сите страни гледано, од сите аспекти се обидовме да го следиме трендот, она што Иванка и Душан го спомна, дека воспитната компонента ни недостасува, да ги намалиме бројот на огледала кои што ги имаме во наставните материјали, да ги намалиме предрасудите и стереотипите, да поттикнеме се повеќе отворени прозорци, кои што треба да ги имаат и родителите. Затоа што ние како родители најмногу влијаеме врз создавање на предрасудите и стереотипите кои што ги имаат нашите деца. Влијае и средината, влијае и училиштето и медиумите, меѓутоа и семејството. Би посакала успешна и здрава учебна година во која што учениците, нашите деца ќе бидат во училишните клупи, да го сочуваме здравјето и да поттикнеме еден вистински психофизички развој на нашите ученици со инклузија на сите ранливи групи во општеството. Така. Патриша, you have the final word. This is a message for parents, so let me talk directly to the Порака parents. за родителите I и да им think се as обратам нив. adults, it's really, we have choices to make as Како adults. возрастни, As ние parents, grandparents, aunties правиме and uncles. избори. We can Како be scared of родители, things баби, we don't дедовци, understand, and certainly all this new вујковци, technology I don't understand at all. And we can choose to Со be scared, право we can ние choose to be малку threatened, страф and од we can технологијата, choose to може да stop our одбереме children да ни е going down that страф, road. може Or да we can одбереме choose да to ги get excited спречиме about things we децата don't да го really прават тоа, understand, но може and да allow одбереме и да се children to come возбуд, home from school да не and радува teach она us што не го something we don't know. разбираме There's и always децата да been научат и generational тие differences. нас да не научат. Maybe Секогаш never имало so разлики much во as today. генерациите But I и think if денес we повеќе remember од the кога било. generational differences we Но had with да our се сетиме parents на and how разликите tough со that was. нашите родители, Let's not колку repeat тоа that беше with our тешко. own children. Да So не го I'm повторуваме really тоа со begging нашите the деца. parents, the Ги aunties, the молам uncles, the родителите, grandparents. You have бабите, a choice дедовците, to be имате threatened and избор. negative, Може or to да get бидете really негативни excited и да about се the плашите future или да ве that your радува children иднината, will дека create. децата ќе And создадат I would нешто like ново. you to choose the И би second one, сакала to да get го одберете excited. ова второто, I'm да се wishing all the радувате. students a great 1st of На сите September. ученици Turn им up to посакувам school. убав Stay 1 safe, септември stay да дојдат до excited, училиште. and, thank you for this Чувајте се, opportunity. It's been радувајте се wonderful. и ви благодарам за оваа Thank you можност. very much. I'm choosing to be terrified from excitement, probably. Еве да одбереме Terrifyingly да се excited. That's a страшно good- многу да се Terrifyingly радуваме. excited is a good compromise. Тоа е добар компромис, да. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето, за овој содржаен и габаритен муабет. Следната тема ја имаме една многу интересна која што ги засега младите, мислам дека од почетокот на светот, а тоа е изборот на професија. Но, пред да ја одевам оваа емисија, да ве потсетам дека имаме избор на нови млади амбасадори и тоа се уште трае. Затоа што сите вие кои што сакате и би требало да сакате, треба да отидете на webalkans.eu веб страницата и да се регистрирате и таму имате шанса да го дадете својот глас на петорица конкуренти за млади амбасадори. Направете го тоа и можеби во некоја следна емисија или во некој следен циклус ќе ги видите
видиме токму тие кои што вие сте ги избрале. Ви благодарам уште еднаш што бевте со нас. Се надевам дека отворивме прашања кои што ги засегаат младите, но ги засегаат и родителите директно. Имајте убава вечер, чувајте се, вакцинирајте се и се гледаме следниот вторник со нова епизода.